Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Понекогаш погледнете и од другата страна на зидот. Една млада жена била многу горда на цвеќињата во незината градина. Таа го наследила ова хоби од незината баба, која е научила како да ги сака и да се грижи за своите цвеќиња исто како неа. Токму затоа и никој не можел да се надпреварува со убавината на незината цветна градина. Еден ден, додека разгледувала каталог со цвеќиња, таа забележала фотографија од можеби најубавото растение кое некогаш го видела. Мора да го имам, си рекла таа во себе и веднаш го порачала. Кога растението пристигнало, таа веќе имала подготвено место за него. Го засадила во близина на еден камен ѕид, во задниот дел од дворот. Тоа брзо пораснало со прекрасни зелени лисја кои се искачувале под зидот, но се уште немало цветови. Таа продолжила да се грижи за него, па дури и му зборувала со надеж дека ќе му помогне да се расцвета. Но растението останало зелено. Едно утро по неколку недели, таа стоела пред зидот и размислувала колку е разочарана затоа што незиното прекрасно растение не расцутило. Толку била лута што дури помислила да го исече и да засади нешто друго на неговото место. Токму во тој момент, незиниот сосед и инвалид, чиј двор бил споен со незиниот, ја викнал преку камениот зид. Ти благодарам многу, не можеш ни да замислиш колку уживам во цвеќињата кои израснале на растението кое го посади. Младата жена влегла низ вратата во неговиот двор и видела дека на другата страна од зидот растението било преполно со цветови. И да, тоа навистина биле најубавите цветови кои некогаш ги видела. Поука. Само затоа што не можете да ги видите добрите резултати од вашата работа, не значи дека тоа и не постои. Križu umro si za mene sam. Zbog mojih grijeha ja to dobro znam, zato hvala ti za onaj dan. Hvala ti za ovaj dan, što si ti sa mnom i što nisam sam. Da ti me čuvaš, ja to dobro znam, zato hvala ti za ovaj dan. Ne trebam blaga niti prazne slave, svega mi toga već je preko glave. Sve što mi treba je taj lijepi dan, da budem s tobom radostan. Zbog mojih grijeha ja to dobro znam, zato hvala ti za onaj dan. Hvala ti za ovaj dan, što si ti sa mnom i što nisam sam. Da ti me voliš, ja to dobro znam, zato hvala ti za ovaj dan. Ne trebam blago
veće preko glave. Sve što mi treba je taj lijepi dan, da budem s tobom radostan. Ne trebam blaga niti prazne slave, svega mi toga već je preko glave. Sve što mi treba je taj lijepi dan, da budem s tobom radostan. Hvala ti za onaj dan, na križu umro si za mene sam. Zbog mojih grijeha ja to dobro znam, zato hvala ti za onaj dan. Zato hvala ti za ovaj dan, zato hvala ti za svaki dan. Glas na nadešta. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надежта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Штовани гледачи, срдечен поздрав. Вие следите емисијата Библијата зборува. Продолжуваме со нашите проучувања од Светото писмо. Пред нас е нова тема која верувам ќе биде привлечна за сите вас. Тема која носи наслов Тројната ангелска вест. Ќе зборуваме за нешто што ќе се случи и се случува всушност и во наше време, но и во иднина ова тројна ангелска вест ќе се проповеда. Би се подсетиле на почетокот, почитувани пријатели, за настанот кој се случил многу одамна во минатото, во времето на првото моќно силно царство Вавилон. Библијата зборува дека во книгата на пророк Даниел не е запишено овој настан, дека царот Навуходоносор да ја потврди својата моќ, својата сила, својот авторитет, направил еден голем кип во полето Дур, каде што ги повикал скоро сите жители на своето царство да дојдат и да се поклонат, на тој начин да ја покаже својата сувереност. Меѓу народот, меѓу тие луѓе се нашле и тројцата момчиња, Седрах, Мисах и Евденаго, кои биле евреи, но сега биле заробеници во ново царство, во нови услови на живот. Сушност имало и други евреи кои биле однесени од Палестина во Вавилон, но Библијата ги опишува овие тројца и Данило, кој очигледно во оваа прилика не бил нова манифестација, можеби бил пратен во некој друг дел од царството. Како е да е, пишува Библијата дека овие тројца момчиња не се поклониле. Сите луѓе на знак на трубата која свирела морала се поклонат, меѓутоа Библијата вели дека тие останале чврсти и не се поклониле. Еве оваа фотографија тоа ни го доближува и ни укажува дека биле верни на Господа. Нешто слично ќе се случи во последно време, почитувани пријатели, на кого ние ќе му служиме. Ќе се постави големо прашање и секој од нас ќе биде повикан да покаже и видливо на кого ќе му се клањаме или поклонуваме, на големиот Бог или на човекот. Сатаната е вешт мајстор, тој ќе направи многу идолопоклонства на оваа земја да го одвлече вниманието на човекот од Бога. Овие тројца момчиња по цена на својот живот не се поклониле, бидејќи знаеле дека тоа е грев, затоа што една од Божите заповеди вели да не се клањаме на човек, на идоли, на кипови и на слично. И затоа биле казнети, биле фрлени во огнена печка. Овде е нова фотографија. Царот Навуходоносор бил толку бесен, толку луд, што наредил 7 пати
печката да се жари, бидејќи на тој начин сакал да внесе страф, не само кај овие тројца момчиња, туку и кај останатите кои нема да бидат водина послушни. Меѓутоа, Библијата јасно ни кажува дека самиот Господ се замешал. Царот Навуходоносор ја наблюдувал ова сцена и отеднаш тој приметил дека внатре во оганот во печката има 4 луѓе, 4 души, и тој ги повикал своите слуги и им рекол: зарем не фрливме внатре тројца, а кој е овој четвртиот? Ми личи како да е син Божи. Очигледно и самиот Навуходоносор бил свесен дека овој чин што го прави и овој чек што го превзел е погрешен, бидејќи очигледно Даниело му проповедал, Даниело му зборувал за живиот Бог, и сега Навуходоносор овде го препознава четвртиот како да е син Божи. И очигледно Исус се замешал, драги пријатели. Исус ги спасил овие тројца момчиња. Тој е чудо на чудите. Во оган тројца момчиња шетаат како да се под некоја сенка. Библијата вели дури ни влакно не им фалело, не им недостасувало од нивните глави. Навистина, каков е големиот Бог. Еве го самиот цар Навуходоносор се приближил да види, бидејќи не можел да им верува ниту на своите очи, и очигледно тој признал дека Богот на Седрах, Мисах и Авденаго е повисок Бог, највисок Бог, најсилен Бог од сите богови што постојат. Библијата зборува дека во последно време повторно Божиот народ, ти и јас, почитувани, ќе бидеме повикани на кого да му служиме. Во книгата на Откровение, значи во последната книга на Библијата, еве што запишал апостол Јован. И видов, и ете, и јагнето стоеше на Сионската гора, и со него 144.000 кои го имаа напишано на своите чела неговото име, името на таткото. Очигледно, почитувани пријатели, во последно време повторно Бог ќе го повика својот народ да покаже и јавна манифестација на кого ќе му биде верен. Овде што се спомнати во овој текст, 144.000, тоа ќе биде посебна група на луѓе кои навистина и по цена на својот живот ќе останат верни, честни и послушни на Господа. Тие ќе бидат таа посебна Исусова гарда, кои навистина поминале или ќе поминат низ тешки искушенија, а сепак ќе останат верни. Тоа се оние кои не се оскврнија со жени, имено тоа се девственици, тие одат по јагнето, каде и да оди. В устата не им се најде лага, тие се не пороши. Значи, ова група на луѓе ќе бидат оние кои ќе останат верни до крајот на својот живот со Господа, кои нема да се мешат, тој дели, со жени. Не се мисли на буквални жени, туку со отпаднати цркви, со лажни науки. Тие ќе останат доследни на вистината, ќе го следат јагнето. Овде пишува, тие одат по јагнето, а јагнето Исус Христос. Каде и да оди, во нивната уста не се нашла лага. Тие се честни, непорочни. Во последно време, Библијата зборува дека Бог преку ова тројна ангелска вест ќе упати посебен повик, посебно предупредување до човештвото, на кого ќе му служи, на Бога или на отпаднатиот ангел, на Луцифера, односно на сатаната. Еве го текстот. И видов друг ангел како лета посреде небото, имајќи вечно евангелие за да го проповеда на жителите на земјата и на секој народ и племе, јазик и сите луѓе. Изборуваше со силен глас: бојте се од Бога и не му подајте му слава, зашто дојде часот на неговиот суд, и поклонете му се на оној кој ги создал небото, земјата и водните извори. Во ова вест, почитувани пријатели, овој ангел ќе донесе ова посебна вест. Таа вест ќе биде упатена до сите луѓе. Тоа ќе биде посебно Божје предупредување до секоја генерација, до секој колено, племе и јазик, да слушнат за Господа, за ова радосна вест и да се определат дали ќе останат верни на Господа или ќе продолжат со својот грешен живот. Зошто е тоа важно? Затоа што никој да нема еден ден изговор да каже: па јас тоа не го знаев. Значи, ова ангелска вест, првата, секако нема да Бог пушти ангели по небото па да одат од град до град. Тоа ќе го прават посветени верни проповедници, верни луѓе кои
се определиле да му служат на Господи. Бог нив ќе ги употреби да ја пренесат ова вест од небото, радосна вест, да не се поклонуваме на човек, туку на Господа. И еве еден друг ангел, вели Јован, втор, дојде по него, велејки падна големиот Вавилон, кој ги напои сите народи со страсното вино на своето блудство. И друг трет дојде по него, велејки со силен глас, ако некој му се поклони на зверот и на неговиот лик и прими белек на своето чело и на својата рака, тој самиот ќе пие од виното на Божиот гнев. Еве сега ги прочитавме, драги гледачи, трите ангели, односно трите вести. Значи првиот, каде што ќе се проповеда евангелието на секое племе, јазик и народ. Вториот ги повикува луѓето да излезат од тој голем Вавилон, кој веќе паѓа и пропаѓа и скоро е на дното. Вавилон значи збрка. Овде пишува ги напои сите народи со страсното вино на своето блудство. Ова не е буквално вино. Виното алкохолно е символ за гревот, за лошата навика, наука. Значи, едноставно, овој Вавилон ќе ги повлече луѓето со себе, ќе ги повлече во лажна наука. И третиот ангел не предупредува на кого ние ќе се поклониме. На зверот, на неговиот лик, зверот знаеме кој е, а и иконата е неделата, првиот ден во седмицата, дали ќе ја држиме саботата како Божи печат или белегот, жигот, односно иконата. И прими белег, вели, на своето чело и на својата рака, тој самиот ќе пие од виното на Божиот гнев. Очигледно, ангелот и денеска летет, почитувани пријатели. Ајде да ги видиме овие символи. Значи, ова е символика. Ангелот, првиот, вториот и третиот се символи кои ни укажуваат на нешто итно, на нешто многу важно. Ангел леташе посреде небото. Тој ангел оди од исток до запад, од север до југ. Брзина и распространување на веста низ целиот свет. Значи, ова вест ќе биде проширена едноставно по сите меридијани, во целиот свет, да луѓето немаат еден ден изговор. Денеска таа вест се шири, еве, вака, преку интернет, преку телевизија, преку радио, преку печат, преку пораки, усмени предавања, значи на секој може начин веста на Божите ангели се проповеда така да допре до секое оддалечено село, град, населба или провинција, да секој човек слушне со своите уши за ова Божја вест. Кои се ангелите? Земни или небесни вестници е прашање. Бог ја предаде одговорноста за проповедањето на земните луѓе. Значи, ова не се буквални ангели, драги пријатели. Тоа е само символика која укажува дека Бог ќе се определи посебни луѓе, верни, честни, поштени, они кои ја сакат вистината и по цена на својот живот ќе одат, ќе проповедат. Некои, еве вака, на ваков начин преку интернет, некои ќе од во разни џунгли, во разни зафрлени држави и земји и да го однесат словото, веста за Бога до секое човечко суштество. Туку ќе примете сила кога Светиот Дух ќе слезе врз вас и ќе бидете сведоци за мене до крајот на земјата. Тоа го кажал самиот Исус Христос пред да ја напушти ова наша планета. Тој им дал благослов, аманет на своите ученици, следбеници. И затоа вели ќе примете сила и навистина примиле после 10 дена собрани во горната соба, вели апостол Лука. Тоа го запишал во книгата Дела на апостолите. Учениците се исполнили со Светиот Дух, со таква небесна сила, што излегле во градот Ерусалим и го проповедале. Не само во Ерусалим, овде пишува, ќе ми бидете сведоци до крајот на земјата. Наистина, драги пријатели, првата ангелска вест е вест која тебе и мене не повикува да дојдеме и да го земеме Евангелието, не само за себе да го задржиме, туку да го проповедаме. Ајде да го прочитаме, да ја прочитаме во вест. И друг видов ангел како лета посреде небото, имајќи вечно Евангелие. Зборот Евангелие значи радосна вест, за да го проповеда на жителите на земјата. И овде пишува на секој народ и племе, јазик и сите луѓе. Изборуваше со силен глас, бојте се од Бога и нему подајте му слава, зашто дојде часот на неговиот суд и поклонете му се на оној кој ги создал небото, земјата
i vodnete izvori. Ova vest ne povika, dragi prijatelji, na ozbiljnost, na odgovornost, дека ќе дојде суд, дека ќе дојде време кога секој од нас ќе даде отчит. Мора да види што правил, што сработил. Овде вели, бојте се од Бога, зашто дојде часот на неговиот суд. И поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата. На кого ние се кланяме, драги пријатели? Дали на човек или на Господа? Бојте се од Бога и нему подајте му слава. На кого ние бакнуваме рак? На свештеник? На папа? Се кланяме пред човек? Или се кланяме само пред Бога, живиот Исус Христос? Ова вест не повикува да не бакнуваме раце на луѓе, мислам на свештени лица. Тоа не е според Библијата. Единствено достоен е Господ Исус Христос, пред кого ние треба да клечеме кога се молиме. А пред човек тоа не треба да го правиме. Ние треба да ги почитуваме луѓето, како луѓе, меѓутоа не да ги обожаваме, не да им бакнуваме рака, зашто не се достојни за тоа. Ова вест не повикува дека ќе дојде часот на неговиот суд. Значи, според 10 Божји заповеди, Бог ќе им суди на луѓето. Всушност, нема тој да ни суди, ние самите ќе си присудиме според она на што сме го работеле, ако не сме се покаяле и ако не се опростени нашите гревови. Гледав се поставија престоли и прадревниот седна. Неговата облика беше бела како снег и влакната на косата како чиста волна. Неговиот престол како огнени пламења и колцата како вжарен оган. Огнена река извираше и течеше пред него. Милиони му служија и милиарди по милиарди стоја пред него. Судот седна и книжните свитоци се отворија. Овде пророк Даниел добил видение, почитувани пријатели, и тој е видел целата сцена, целото сценарио, и тој тоа го опишува. Нешто слично како пред денешните судови. Интересно овде пишува дека тука ќе биде самиот Бог. Тука ќе биде самиот Бог, но ќе биде Исус Христос, нашиот застапник, нашиот адвокат. Тој ќе не застапува, драги пријатели, пред тој небесен суд, но да не застапува, ние мора да се покаеме за нашите гревови и слабости. Мора да го прифатиме Исуса како наш пријател, како наш спасител. Ние не можеме сами со своите дела да се оправдаме пред тој небесен суд, зашто сите ние сме грешни, вели Библијата. Но зато Исус Христос го дал својот живот, ја пролил својата крв и тој платил откуп за нас. Не мора ние да умреме на крст. Не мора ние да умреме вечно, само ако се повикаме на Исуса, ако се покаеме и ја прифатиме неговата правда и се облечеме во неговите белјалишта. Овде вели дека ќе бидат присутни милиарди ангели. Тоа се сведоци. Секој човек, драги гледачи, добива свој ангел кој го прати низ целиот свој живот. Тој ангел ги запишува сите наши лоши и добри работи и ги пренесува. Овде пишува дека се отворија книгите. Значи, има и книги на небесниот суд, каде што ќе се каде што се води евиденција за се оно што ние го правиме, зашто на небото постојат 3 книги. Книга за живот, книга за смртта и книга на добрите дела. Еве ова сцена како уметниците ја замислиле врз основа на текстот кој го пред малко прочитавме. Тука се записничарите, тука се ангелите, тука ќе бидеш ти и јас. Тој суд небесен, почитувани пријатели, во пророштвото ни е точно определен кога отпочнал. Според пророчкиот синџир од 2300 денови ноќи од Даниелов 2 глава, ни се опишува овој настан дека 70 години е даден за Божиот народ, а во пророштвото ден за година се пресметува. И овде сега да не ве замарам со тие податоци, со тие години, може самите да ги видите. Значи, некаде 1810 година завршува тој период, односно 1844 година, кога ќе се додадат тие 34 години од новата ера, бидејќи знаеме Исус бил роден 2-3 години во старата ера и бил убиен, односно раснат некаде 33,5 години или 34 година во новата ера. И всушност ова пророштво ни е дадено и може да го читате во книгата на пророк Даниел и во 9 глава кај што имаме тумачење. И на тој начин Бог определил време, дека 1844 година е време кога отпочнал небесниот суд горе на небото.
Секако на тој небесен суд се врши проверка од починатите, од првите починати, од Авел. Авел е првиот починат кој бил убиен од својот брат Каин. И сега, како времето одминува, се претресуваат имињата на сите покојни, може би се веќе судот отпочнал со проверка и на имињата кои се живи. И затоа потребно да се покаеме, потребно е да земеме време и да го нашиот живот определиме и насочиме кон Христа. Значи, ова е период, голем истражен суд отпочнал според тоа библиско пророштво од 1844 година. Ние денеска се наоѓаме токму во тој небесен суд, драги пријатели. Тука се ангелите, тука се поротниците, односно Исус е нашиот застапник, но тука е и самиот Бог, како што читавме во книгата на пророк Даниел. Судот седна и книжните свитоци се отворија. Значи, ки има книги, ки има свитоци. Бидејќи во тоа време луѓето пишувале на свитоци, затоа Данило ја го користи тој термин книги или свитоци. Но имаме добра вест за судот. Знаеме дека денес кога треба да отидеме на суд не е така пријатно. Некој рекол дека човекот само кога ќе стапне на скалите на судот ќе почне да се поти, почнува срцето да му чука повеќе. Зошто? Затоа што самото чувство и присуство во судницата предизвикува стрес кај човекот. Меѓутоа, овој суд може да биде и радосна вест за тебе и за мене, драги гледачи. Во овој суд Исус е судија, адвокат, застапник, сведок, замесник и татко. Интересно, сите овие атрибути Исус во себе ги содржи. Тој заедно со небесниот татко ќе биде на судот, но тој ќе застапува нас, затоа што ние сме му мили, зашто Господ Исус го дал својот живот токму за нас. И ако сите ние сме се покајале за време на својот живот и се повикуваме на Исуса, Исус ќе има право да не застапува на тој небесен суд. Поклонете му се на оној кој ги создал небото, земјата и водните извори, пишува апостол Јован во Откровение 14 глава 7 стих. Затоа, драги гледачи, многу е важно денес на кого ти му се клањаш. На живиот Бог или на човек. Во облик на икони. Фрлете ги иконите. Тие не се од Бога. Без разлика што на тие икони се нацртани Божи луѓе. Дали е Петар, Јован, Марко, Лука и така натаму. Тоа биле добри луѓе, но тие се починати и чекат воскресение. Тие не се фактор за нашето спасение. Нито Дева Марија на небото, нито таа може да ни помогне. И таа е покојна и таа чека воскресение. Нито свештените лица може да ни помогнат да ни простат гревови. Не треба нив да ги обожаваме како свети луѓе. Само еден е светец, тој живиот Исус Христос. И затоа овде ова вест не повикува да се поклониме на оној кој ги создал небото, морето, водите и се оно што постои. Исус, драги пријатели, е наш најблизок пријател. Тој е наш спасител. Тој е наблюдувал оваа земја зашто му е мила. Тој бил на оваа земја 33 години. И живел како и ние, се родил како дете, ги учил првите чекори од неговата мајка, земна мајка Марија. Тој исто така се потел, жедовал, гладувал како и ние, се радувал и жалел како и ние, плачел за своите пријатели кои биле покојни како за Лазара и за многу други кои умирале во негово присуство. Меѓутоа тој и некој од нив ги воскреснал, давајќи им надеж на луѓето, зашто Исус е воскресение и живот, како што рекол кога го воскреснал Лазара. Тој може и нашите мили драги да ги воскресе еден ден, драги пријатели. Но битно е да имаме вера. Тоа е многу важно, да не ја изгубиме верата и да се клањаме само на Бога. Истиот израз го наоѓаме и во 4-та заповед. Значи, првата вест вели да се поклониме на Господа, на Создателот, а тој израз го наоѓаме и во 4-та заповед. Таму пише, се сеќавате, помни го саботниот ден, 6 дена работи, а 7-миот е одмор. Поклонувај се на оној кој го создал небото и земјата. Значи, ние треба да се поклониме на самиот Бог. Еве го текстот, помни го саботниот ден. И сега ова, како што го прочитав, го читам ова со жолтите букви, зашто за 6 дена Господ го создаде небото и земјата, морето и се што има во нив, а на 7-миот ден се одмори. Зато Господ го благослови саботниот ден и го освети.
И четвртата заповед, драги пријатели, не повикува да се кланяме на Бога, Создателот. Човекот не е од мајмун. Ова планета не е од милиони, милиарди години создадена, само од себе. Ајде нека се создаде денеска нешто само од себе. Ништо не може. Ова земја носи подпис на Бога, зашто тој е создател овде вели. Бог го создаде, ги создаде небото и земјата за 6 дена. Но ова заповед не повикува да го почитуваме саботниот ден. Саботата е печат, драги пријатели, не е жиг, не е белек, туку е печат. Печат преку кого Бог ќе го препознае својот народ. Ако до сега си држал првиот ден во седмицата, тој е неделата, време е да ја прифатиш саботата како Божи посветен ден. Ден кој носи радост, кој носи задоволство. Ден кој Господ го одобрува. И Господ во саботниот ден, вели Библијата, се одморил при создавањето. Затоа, читајте ја Библијата, драги пријатели. Ако ја немате, пишете ни, ќе ви доставиме бесплатно Свето писмо. Библијата треба да биде присутна во секој дом, да ја отвараме секој ден, да ја читаме како духовна храна, како што 3 пати јадеме на ден, потребно е да читаме и делови од Светото писмо. Првата ангелска вест не повикува да се поклониме на Творецот, на Исуса Христа. Тој е создал нашата планета. Тој го создал Адам и Ева. Човекот не е од мајмун, од водоземци и гвизавци. Човекот е круна на Божето создание, вели Светото писмо. Господ го создал според својот лик. Во време во кое владе самата еволуција или таа теорија за еволуцијата, првата ангелска вест, почитувани пријатели, едноставно не враќа на поклонување на вистинскиот Создател. И затоа првата ангелска вест не повикува да дојдеме да се поклонеме на Создателот на небото и на земјата. Втората ангелска вест исто така е многу важна. Ајде да ја прочитаме. И еден друг ангел, втор, дојде по него, велејки, падна големиот Вавилон, кој ги напои сите народи со страсното вино на своето блудство. Какво е значењето и потеклото на зборот Вавилон? Во Битие или во прва книга Мојсеева, во 11 глава, може да читаме за Вавилонското царство, односно за Вавилонската кула. Да се изградиме град, кула, чиј што врв ќе го достигне небото. И рече Господ, да слеземе и да им го измешаме јазикот, за да не се разбират еден со друг што зборуваат. Затоа е наречен Вавилон, зашто тамо Господ го измеша јазикот на целата земја. Драги гледачи, овој текст не повикува да сватиме дека ѓаволот е многу силен и многу мокен и успешен во своите лаги. Ова се случило после потопот. Бог рекол дека повеќе нема да ја уништи земјата со вода. Меѓутоа, тогашните луѓе, односно генерацијата после потопот, дошле на идеја и рекле, ајде да изградиме кула која ќе биде повисока од највисокиот врв во тоа време. Водата достигнала и ги поплавила сите врвови, а тие пресметеле и направиле кула повисоко од сите тогашни врвови. И си рекле, ако Бог пушти повторно вода, ќе се качиме горе и едноставно ќе преживееме. И навистина почнале да градат кула. Ева овде нова фотографија, може да го видите. Меѓутоа, Бог тоа го приметил, Бог тоа го видел и рекол, ајде да слеземе долу. Значи, овде зборот е употребен слеземе во множина. Значи, на небото постои тројство, драги пријатели. Отецот, Синот и Светиот Дух. Тие направиле консултации меѓу себе и рекле, ајде да отидеме долу и да им ги помешаме јазиците. И навистина дотогаш зборувале еден јазик, а сега Бог им ги помешал. Затоа Вавилон значи збрка. Замислете каква збрка настанало. Кога мајсторите ја граделе ова кула, некои побарале цигли, некои побарале дрво да се донесат, тие меѓу себе веќе не се разбирале. Зашто секој зборувал на некој друг јазик и од тогаш, вели Библијата, настанале јазици. Еве ова кула почнала да никнува како печурка од земјата, се повисоко и повисоко до небото. И овде Бог им ги помешал јазиците. Во Новиот Завет Вавилон постанува символ на духовно мешање. Значи, ние видовме пред малце буквално што значи зборот Вавилон, мешање, Бог им ги измешал јазиците, меѓутоа во Новиот Завет, во пораката на откровението, во втората ангелска вест, тоа значи духовно мешање на лажни науки. Ова е символ за лажната црква, символизирана во црвена боја или
ова жена што ја гледам овде, блудница, значи зборот блудница значи лажна наука која ги напои сите народи со страсното вино. Бог го символизира Вавилон во Откровението 17 со блудница, значи жена облечена во црвено. Ајде да го прочитаме текстот. И блудницата која виде е големиот град кој царува над земните цареви. Значи, повторно ѓаволот во последно време ќе подигне едно движење кој ќе ја проповеда лажната вест. И тој, на жалост, ќе ги напои, вели, мноштво луѓе на ова планета. И денеска многу луѓе веруваат повеќе во лага, отколку во вистина. Да не ги спомнувам сега тие разни движења кои постојат во нашата земја. И дојде ден од 7 ангели, кој ги држе 7 чаши, проговори со мене, велејки, дојди, ќе ти ја покажам пресудата на големата блудница, која седи на многу води. А зборот води во символиката, во пророштвото, значи народи. Значи оваа блудница, оваа жена, која има лажна наука, ќе прошири својата лажна вест на многу води, односно меѓу многу луѓе, со кое што блудствуваа земните цареви и земните жители, се опија од виното на низиното блудство. Значи, ја прифатиле лажната наука. И ме одведе со духот во една пустина и видов жена како седи на црвен звер, полн со богохулни имиња, кој имаше 7 глави и 10 рога. Гледате, ова е веќе најава за 4-то царство, Римското царство, кај што ќе се појави тој звер во ликот на папата. И овде 10 рога, кој ќе се распадне Римската империја на 10 царства. На царства кои денеска сочинуваат Европа, како што се Германија, Франција, Шпанија, Португалија, Италија и останатите придружни држави. Како е Бог верен, драги пријатели? Како е пророштвото точно? Навистина, ова вест ќе биде распространета насекаде. Жената беше облечена во пурпурно и црвено и украсена со злато, со скапоцени камења и со бисери, и држеше во својата рака златна чаша, полна со гнасотија и нечистотија од низиниото блудствување. И на челото го имаше напишано ова име: тајна, големиот Вавилон, мајка на блудниците и на земните гнасотии. И видов дека жената се беше опила од крвта на светиите и од крвта на Исусовите маченици, и се зачутив многу кога ја видов. И ова ново го гледа во видение, драги гледачи. Толку бил збунет и уплашен. Гледате што се случува овде, ова најава за крвта на светиите. Многу луѓе, многу христијани правени били убиени во средниот век. Ова најава Исусовите маченици, валдежаните и многу други движења кои сакале верно да му служат на Господа, биле фрлени пред лавови, биле убивани. Под блудницата, Откровение 17 глава, го има предвид папскиот Рим. Како што спомнав пред малку, за време на Римската империја, за време на 4-то царство, ќе се роди папскиот Рим, драги пријатели. Таа е виновна за богохулство, облечена во пурпурно и црвено, наречена е мајка. Има керки блудници, тоа се следбениците, односно црквите кои ја прифатиле. Прогонувала, измачувала светиите, значи Божиот верен народ, кои сакале верно да му служат на Господа, тие биле измачувани и убивани. Седнала врз зверот со 7 глави и 10 рога. Управувала над земните цареви. Значи, ова движење, како црква, ќе се соедини, ќе се обедини со царствата, со властите и ќе прават многу големи прогонства и проблеми за сите оние кои сакале верно и честно да му служат на Господа. Да ги споредиме зверовите од Откровение 13 глава и 17 глава. Овде има многу символика, многу зверови се спомнати. Откровение 13.1, еве што пишува. И видов звер кој излигуваше од морето, имаше 10 рога и 7 глави, на неговите глави богохулни имиња. Ако ја прочитате црковната историја, драги пријатели, точно ќе ги најдете објаснувањата за овие 10 рога и 7 глави и овие богохулни имиња. Навистина, ова ќе биде нешто страшно. Ова е пророштво што е кажено и се остварило во минатото, но голем дел од тие пророштва ќе се остварат и во иднина, односно пред Христовото второ доаѓање. Еве што пишува апостол Јован во Откровение 17.3. Видов жена како седи на црвен звер,
понсо богохулно имење кој имаше 7 глави и 10 рога. Зверот од Откровението 13 и Вавилон се идентични. Значи, тој дух на Вавилон ќе превладува и во последно време. Преку тие лажни науки кои актуелните водички цркви во светот ќе ги пропагираат и многу тие сателити или помали верски заедници ќе ја прифатат таа лажна наука. Вавилон е обвинет дека го опила целиот свет со своето вино. Значи, виното е символ, алкохолното вино, символ за лажната наука. Што представува тоа вино? Ево уште еднаш ќе прочитаме од Библијата. Држеше во својата рака златна чаша полна со гнасоти. Знаеме дека шират или благото вино се користи за причест, бидејќи го символизира Исус, односно Исусовата крв. Меѓутоа, алкохолното вино е символ за лажната наука, драги гледачи. И затоа овде ова црква, ова движење, овој Вавилон, ова збрка, ќе биде толку збрка во светот, луѓето не ќе можат да се снајдат. И ќе ги следат само водачите. Што тие ќе кажат, тие ќе ги голзнат тие работи, без да проверат дали е тоа вистина, дали тоа го пишува во Библијата. Прво, лажниот закон ќе бидат променити заповедите. Значи, 4-та заповед ќе биде главен проблем. Тие ќе искоренат 4-та заповед и наместо сабота ќе стават недела. Дека првиот ден треба да се обожава во седмицата, а не 7-миот ден. Светоста на неделата ќе биде високо подигнат. Ќе бидат донесени закони, неделни закони, дека никој не сме да работи во недела. Ниту продавниците, ниту обичните луѓе. Се ќе биде затворено. Односно, тој ден ќе се прогласи како ден на семејството, ден за луѓето да се релаксираат, духовно да отидат, да се подкрепат во црква и затоа ќе биде наметнат тој ден со закон. А саботата ќе биде оттргната и наместо неа ќе биде ставена неделата како ден за празнување. Тајно вознесение. Ќе се проповеда дека, ете, ние тајно ќе се вознесеме на небото. Библијата велика ќе се вознесеме јавно. Тоа ќе го види секој око. Безсмртноста на душата, уште една лага. Денеска ѓавот пропагира на големо дека човекот кој ќе умре, тој не е умрен всушност. Тој умрел со тело, но душата продолжува да живее горе на небото. Тоа е една голема лага од страна на сатаната. Таа лага тој првиот лансирал во Едемската градина на Ева и на Адама, кога им рекол на Ева и на Адама, вие нема да умрете, јадете слободно тоа дрво, Бог лаже, Бог крие. Драги пријатели, тоа не е вистина. Кога човекот умира, тој оди во непостоење. Душа сама за себе не постои. Тој живот, таа животна искра се враќа кај Бога. Бог е извор на животот. Еден ден тој ќе ја врати таа душа, односно ќе го врати животот на покојниот и човекот ќе стане душа жива. Ние денеска не носиме во себе безсмртна душа. Ние сме смртни, почитувани пријатели. Но ова е лага. И денеска на ова јадица се фаќаат милиони луѓе, дека покојните продолжуваат да живеат горе во рајот. Вечниот пекол со мачење. И тоа е голема лага. Не постои денеска вечен пекол, ниту ќе постои вечен пекол. Пекол ќе има, кога ќе дојде Исус по трет пат и кога спасените ќе бидат во тој град Ерусалим, а грешите овде, Бог ќе пушти оган, вели Светото писмо, и ќе бидат уништени. И тој пекол ќе трае еден период, нема да трае вечно. Бидејќи ова е лага. Ако тие таму се мачат вечно, а оние другите вечно уживат, сепак и тие ќе бидат значи живи. Ќе се мачат, но никош нема да умрат. Ова е лага. Пекол не постои, ниту ќе постои вечен. Ќе има време кога грешните ќе бидат уништени, но тоа ќе биде едноставно со краток век на траење. Исповед пред свештеник. И тој голема лага на ова наука, на овој Вавилон, на оваа збрка. Не смееме ние да се исповедаме, драги пријатели, пред луѓе, пред свештеник. Па колку да е тој добар. Само пред Бога, вели Библијата. Пред Него може да клекнеме и да ги кажеме нашите слабости и гревови. Не науво на човек. Лажни форми на крштевање. И тоа е уште една лага, нова духовна збрка. Човекот треба да биде крстен, возрасен, свесен, самиот да се определи, самиот да донесе одлука. Не како бебиња, како деца. Такво крштевање Бог не прифаќа. Лажни толкување на пророштвата. И тоа го има денес. Зато бидете внимателни, драги пријатели.
кој ви го тумачи пророштвото? Како ви го тумачи? Дали е верно со Словото, со Библијата? Вавилон и Божјата покана. Тој извика со силен глас велики: падна големиот Вавилон и стана демонско живеалиште, засолниште на секакви нечисти духови. Излезете од неа, народе мој, за да не бидете соучесници во незините гревови и да не ги примите незините зла. Ова е посебна порака или повик од Бога, драги пријатели, да излеземе од тој духовен Вавилон, да не ги и ние осетиме, почувствуваме злата и Божите казни, да не бидеме соучесници овде вели во незините гревови. Сега е време да излеземе. Сега е време да го напуштиме тој духовен Вавилон, да ја напуштиме оваа духовна збрка, религиозна збрка и да ја пронајдеме вистината. Молете се, кажете му на Бога: Боже, сакам да ја дознам вистината. Те молам, помогни ми. Излезете на време, драги мои пријатели, зашто ѓаволот се повеќе и повеќе ќе ја фрла својата мрежа и ќе ги улови сите оние кои се неподготвени или оние кои не ја знаат правата вистина. И ајде при крајот да ја споменеме и третата ангелска вест. А друг трет дојде по него велејќи со силен глас: ако некој му се поклони на зверот и на неговиот лик и прими белек на своето чело или на својата рака, тој самиот ќе пие од виното на Божиот гнев. Ова е веста на третиот ангел, драги гледачи. Да не се клањаме на зверот и на неговиот лик и да не го приме белегот на челото или на раката. Овде гледаме нова фотографија дека папата ќе си земе власт да биде Бог на овој свет. Сушност тој е предвиден во овие пророштва во книгата на пророк Даниел. Веќе го ние кажавме кој е зверот, а тој е во ликот на Америка. Америка е тој звер кој ќе му се поклони на иконата на папството и ќе даде авторитет. И видов друг звер како излегува од земјата. Откровение 13 глава. Трите сили ќе се обединат против Божиот народ и на крајот на времето, за да бидат скршени и уништени оние кои верно му служат на Господа. Почитувани пријатели, неделниот закон ќе дојде од Америка. Тие ќе издадат декрет, ќе издадат закон и ќе озаконат неделата како седми ден, како Божји ден. Значи, тоа е таа икона, неделата кој ќе дојде на ова земја и ќе биде прифатена од многу луѓе. Тој вториот звер ја вршеше сета власт на првиот звер и неговото присуство ја принуди земјата и низините жители да му се поклонат на првиот звер, чија смртоносна рана се беше исцелила. Значи, вториот звер е Америка, првиот звер е папството, кој во текот на историјата во минатото добила смртна рана, но овде пишува раната се беше исцелила и правеше големи чуда, па дури и оган симнуваше од небото на земјата пред луѓето. Значи, таа звер ќе има таква сила, ќе прави големи чуда, ќе лечи луѓе, болни ќе ги излекува, и оган од небото велики симнува. И тие три сили, еве ќе ги споменеме. Прво, католицизмот. Второ, Соединетите американски држави. И трето, модерниот спиритизам. Ние зборувавме во текот на минатите предавања дека ѓаволот ќе го користи спиритизмот како маша, како инструмент во своите раце да прави чуда. Католиците ќе користат Америка како авторитет, како држава. И оттаму ќе се произнесат големите сили, односно големите закони. Ќе бидат наметнети со сила и сите држави ќе ги прифатат. И тоа се трите работи, почитувани пријатели, што треба да ги разбереме, да ги знаеме. Дека од Америка ќе излезе неделниот закон. Не ова што сега Македонија го прави неработна недела. Тоа ќе биде претежно за фирмите, за фабриките и за продавниците секако. Меѓутоа, можеш ти да славиш било кој ден, да го обожаваш Бога и да одиш во црква кога ќе сакаш. Меѓутоа, овој закон кој ќе произлезе од Америка, неделниот закон ќе биде од сосема други услови. Но не треба се плашиме. Бог ги води работите. Скоро ќе бидеме сведоци на оформување на сојуз помеѓу Америка и папството, да се создаде еден нов светски поредок. Тоа не очекува, драги пријатели. Не треба да бидеме збунети, не треба да бидеме ниту оплашени, зашто ова ни го најавува крајот. Дека ние полека, но сигурно се ближиме кон завршницата на ова наша планета, нова наша земја. И затоа будно да ги следиме промените во светски рамки.
Сушност, Исус ќе биде со тебе и со мене. Тој ветил заштита. Јас сум со вас до крајот на векот. Затоа, драги пријатели, мои желби и молитва е да се охрабриме. На кого ние ќе се поклониме? На Бога или на зверот во сите негови облици? Бог не повикува да бидеме на негова страна, зашто само сигурноста е во Бога. Човекот не може да ни осигура, може да ни го одземат овој физички живот, но животот кој ни е сокрен во Бога не може никој да го одземе. Ќе дојде Исус Христос наскоро и тој ќе даде мир и спокојство на сите. Денеска знаеме дека овој лик на зверот во што е всушност. Еве го текстот, ќе го прочитаме заедно. Ликот на зверот ќе се обиде да ја промени четвртата Божја заповед, заминувајќи ја со неделата. Ова е крајната цел, драги пријатели. Негјаот му смета четвртата заповед. Тој ќе ја прави се од своја страна. Ќе ги користи сите земни сили, и царствата, и државите, и водачите, и папството, и црквата, само да ја скрши, да избрише четвртата заповед. Зошто? Зато што таа не повикува на Создателот, таа не повикува на Бога како Творец, како Создател. Нема да се поклониме. Значи, ликот на зверот, всушност, ќе биде замена од сабота во недела. И никој да не може да купува или да продава, освен оној кој го има за белег името на зверот или бројот на неговото име. Овој текст ни најавува дека во еден период од историјата на овој свет група на луѓе не ќе може да купуват ниту да продават. Зошто? Затоа што ќе го нема тој белег или таа ознака дека е славот неделата и ќе им биде забрането да купуват, да продават. Но тоа е веќе крајно време. Бог ќе се погрижи за својот народ. Нема да останат гладни они кои верно сакат да му служат на Господа. Ова е веќе крајното. Ова е веќе пред самото Христово доаѓање. И затоа Бог не учи да имаме свој парче земја. Бог не учи да имаме свој имот на страна кај што ќе можеме во тие денови да живееме и да преживееме. Против верните на Бога ќе бидат превземени економски санкции. Но, драги пријатели, тој крајно време и не треба да бидеме плашени, да бидеме уплашени. Ќе има само две категории на луѓе во тоа време. Во која ти ќе се најдеш? Кои го примиле белегот на зверот или кои го примиле Божјиот печат? Ако ја држиш неделата, ќе го примиш белегот на зверот. Ако ја држиш саботата, ќе го примиш Божјиот печат. Тоа е толку јасно, толку едноставно за разбирање. Мој желби и молитва е Бог да не благослови. Бог да не запечати со својот печат. Да не му дозволиме гало да не го наметне својот белег. Бидејќи тоа е лажна сабота. Неделата е лажна сабота. Тројната ангелска вест на широко денеска се проповеда. На сите меридијани, преку интернет, преку телевизија и на ваков начин, да допре до секој човечко срце и утре никој да нема изговор. Тројната ангелска вест предупредува како ќе заврши битката меѓу Христовите следбеници и поклониците на ликот на зверот. Едни ќе се радуваат, едни ќе тагуваат. Може би некои ќе бидат радосни за време додека го носат белегот, но крајниот резултат ќе биде многу трагичен за таквите. И затоа и по цена на нашиот живот, драги пријатели, да останеме верни, да останеме на страна на Господа. Дали ќе го примиш жигот во обликот на 666 или ќе останеш верен на Господа. Ако некој се поклони на зверот негов и на неговиот образ и прими белег на своето чело и на својата рака, тој ќе пие од виното на Божиот гнев, што е налеано чисто во чашата на неговиот гнев. Дали ќе дозволиш во твојата чаша да има Божи гнев или Божи благослов? Зависи од тебе, драги мои пријателе. Господ нека те благослови и нека те даде сила и мудрост во часот на твојата одлука. Наскоро ќе бидеме запечатени. Некои ќе бидат обележени со белегот, а некои ќе бидат запечатени. Треба да го направиме својот неизбежен избор. Нема трета опција, нема неутрални. Или си со Бога, ако не си со Бога, автоматски си на она другата страна. Господ нека не благослови и нека ни помогне да останеме верни и да се декларираме како Божи следбеници, држејќи ја саботата како Божи печат, да се ослободиме од првиот ден на седмица, зашто тоа е белег, а белегот е символ за уништување, наместо за спасување. Господ нека не води, драги пријатели, и нека ни даде мудрост. Не да се плашиме, зашто Бог ветил
svoje zaštite. Bog veli, ne bojte se, ja sam sa vas do kraja na veku. Kolena klečam, rani jazda izlečam, dolu na kolena pajam, molitva na Bog mu praćam. Te molam mojive oči zemingi, drugi daj mi da progledam. Te molam novo srce dari mi, nikoj dan ne povredam. Tvoj odlik sekoj mig da mi je pred oči, sjajno, sjajno da me gre. Tvoj odlik pred mene, zemi me vo pregratki, duša moja izleči, site moji grevovi, te molam Isuse zemi. Ljubov moja si ti, Isuse, život moj si ti. Dolu na kolena klečam, rani jazda izlečam, dolu na kolena pajam, molitva na Bog mu praćam. Te molam mojive oči zemingi, drugi daj mi da progledam. Te molam novo srce dari mi, nikoj dan ne povredam. Isuse, radost moja si ti. Isuse, nadež moja si ti. Ljubov moja si ti, Isuse, život moj si ti. Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежта. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежта, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежта и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува.
Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.